доаѓаме у ситуација каде што следна генерација почине да сваќа. Значи нема бегање, само прашање на време кога ќе дојдеме во ситуацијата кога сето ова ќе еволуира. Така. Сега, кога станува збор за еволуција, тоа е самиот финансиски систем, платежно средство. Знаеме сите дека крипто е повеќе спремно да го превземе целиот финансиски систем и да го носи на еден нод, така. Значи тоа што го прават 200 земји, 200 централни банки, крипто ќе го прави на еден блокчейн со 100 нодови, така. И тие нодови нема да треба да принтаат ништо, нема да имаат потреба од инфлација, секој си функционира перфектно. Ама тоа е кога станува збор за финансиски систем, така. Сега, кога станува збор за инвестирање, на крајот од денот секој од нас сака да знае во што да инвестира, така. Значи, никогаш никој не може да каже 100% ова е најдобрата ствар. Знаете зошто? Единствен начин на кој што можеш да кажеш дека ова е најдобрата ствар од кога ќе помине ствар. Значи, сега ја можам да ви кажам дека Nvidia е најдобрата ствар за инвестирање, затоа што Nvidia официјално има 21.000% од нејзивото на станување од денес. Така, што значи дека видне на никој не може да ви каже ова е најдобрата ствар. Може да искористите фундаментална анализа, да искористите техничка анализа и да споредите реално од сето тоа што го знаеме за сите овие категории, зошто потенцијално некој од овие работи е најдобрата ствар за инвестирање. Умеѓу време е на многу битна работа која што нашите минати генерации за жал поинаку ја гледале, сега веќе сосема друга ситуација, би рекла пензија. Некој од вас верува дека може да живее од пензија? Ајде нека крене рака кој мисли дека може од пензија да се живее. Значи, не ако си председател на земја, нели, што ќе си отиде вика да не е председател на земја, така? Пошто се даде пензија. Не ако си парламентарец, не ако си на заем внук, се извинувам. Ако си нели во администрација, не, зборуваме за најобичен работник, без разлика интелектуалец, што и да си. Кој од вас мисли дека може да живее од пензија? Точно, никој. Никој не може, знаете зошто? Имаме ситуација, една главна работа која што никој од луѓето никако да му текне. Вика, во ред ќе дојдам до пензија, прво Господ знае дека дојде ред ние да бидеме во пензија, ќе биде старосната граница 90. Ајде ви да преживееме да стасаме до пензија на 70 и колку е, 5-6. У овие 40 години е, тоа 40 малку, така ја да речеме, си работел 45 години, така. 45 години, секоја година ти си имал по 2% инфлација, така. Значи, што значи дека секоја година од твојата плата ти си уплакал процент за пензија и како уплакаш ти практично секоја година од сето тоа што си го ставил на страна за пензија, секоја година си изгубил во добри години 2%. Што правиме од години како COVID, кај што си изгубил 9%, што правиме од тие години? И сега доаѓаш на 73 години и викаш, леа, пензија ми стаса. И стасо е пензирала и вака гледаш. Сметка за струја, пола од таа за вода, за јадење ќе работиме, тоа е, така. Значи, зошто? Зошто е тоа така? Кога ти си почнал да работиш, моментот кога ти си почнал да работиш, ти си имал 25-30 години, така. Ти си се наоѓал во ситуација во која што почнуваш да ставаш пари, кои што со време девалвира. Тебе секоја година со девалвацијата на парите, со принтање на нови банкноти, ти зема дел од тоа што си го ставил во пензискиот фонд. А пензискиот фонд ти прави една обична математика, вика колку си имал толку пати уплата, по толку пари делено на толку е ти е пензијата. Ти викаш чекај, 45 години работам, пензија не ми покрива лепи вода, така. Затоа што системот е така направен и не ги интересира. И они сакаат вие да не знаете што е финансиска писменост. Значи секој систем, не само нашиот, се разбереме, посебно американскиот, они се презадоволни кога вие не знаете што е инфлација, кога вие не знаете што е принтање пари, не знаете што е централна банка, како функционираат финансиите. Значи, они многу сакаат кога вие се занимавате со султанот и ѓуцавен, а не се занимавате со тоа како треба да ги распределите вашите финансии. Они се презадоволни кога гледате шител, сител, се извинувам, ама не дај Боже да гледате некоја будала таму што се обидува да ви каже како да ги организирате вашите финансии, така? Значи, тоа е главниот проблем со кој што се очуваме денеска. Секоја земја сака нејзините граѓани да бидат што по-финансиски неписмени. И овдека не зборувам за секојдневниот граѓанин. Можеш да бидеш доктор, примариус, најдобар хирург во светот. Ако не знаеш да ги организираш собствените финансии, дечко од тебе те крадат секоја година, толку. Без разлика кој си и колку си паметен, додека не научиш како функционира економијата, се е џаб. Сега,
Ќе преминеме преку нели најпопуларните, знаете сите, тоа се крипто, злато, акции и недвижност. Значи, иако постојат и други места, например, кај што можеш да инвестираш, како например кокаин, така, сум слушал дека е доста профитабилен, ама ајде овие што се дозволени ќе ги земеме најдобри, така најпопуларни, злато, акции, недвижност и крипто. Слушам кокаин, ама тоа за малцинство било, за македонци не било. И сега вака, значи ги споредиме според најбитните ствари, така. Значи да видиме она што треба да го поседува едно финансиско добро, едно финансиско капитално добро, да видиме што од овие ствари е најдобро, така. Значи ние можеме да разговараме до утре ако не видиме факти се е џаб. Првата ствар, да видиме дали овие работи кои што потенцијално ги инвестираме можеме да ги држиме во собствена рака, така, во собствено старателство. Ова е многу битно. Затоа што се додека тоа што го инвестирате не го држите во собствени раце, неговата иднина не зависи од вас. Овдека може да ставите банки, може да ставите берзи, може да ставите што сакате. Се додека тоа не е во ваши раце, значи не сте вие одговорни за него, некој друг, дури и крипто. Ако вие ставите пари на Binance, тоа ваши пари ли се? Ако вие ставите пари на Kraken, не се ваши пари, така. Еве прост пример, ако ставите пари на FTX, ваши пари ли се? Не се на Сенбенка в Рици, не се ваши. И што се случи? Некој ги злоупотреба, така. Значи, првата лекција од крипто која што постојано зборуваме и никако да запамтиме е шо? Собствено старателство, дечки. Крипто е уникатно нешто што ви дозволува да имате старателство врз вашите финансиски добра. Ништо друго на светот. И еве ќе го покажеме тоа. Значи, еве акции, така. Значи, акции единствен начин на кој што потенцијално би можел да имаш старателство врз акциите кои што ги купуваш е да речеме сакаш да купиш Алкалоид, па чекаш кога Алкалоид имаат соодветно нели собрание на акционери ако потенцијално се продава на истото или пак на брокер или како и да, кој е слободно. Значи, во тој момент тој ще купуваш или брокерот купува за тебе, па ги заверуваш у хартии нели за вредност, комисија и така натаму, но тоа е колку? 0,5% за секојдневниот граѓанин, тоа е скоро невозможно. Прво, вие немате време тоа да го правите, дојдете по собрание на најразлични компании за да видите потенцијално дали има нешто добро за да се купи. Од друга страна, поголемиот дел од вас нема да бидат ни дозволено да влезат на собрание на акционери. Така. Значи, што сакам да кажам овде? 99,9% од луѓето кои што инвестираат во акции не ги држат акциите во собствени раце. Само ако имате ефективно, значи хартија од вредност, така, зборуваме за договор со компанијата во која што вие сте купиле акции. Само тогаш ги држите во ваши раце, така. Па и тогаш не сега ќе објасниме зошто, затоа што секоја компанија на крајот од денот вие не знаете што се случува во компанијата. Компаниите се мачка во вреќа, вие немате појма што се случува во компанијата. И чекате еднаш на 4 месеци да ви дадат извештај во кој што се надевате дека не ве лажат за тоа како функционира компанијата, дали е во профит, дали е во загуба, што произвеле, што продале, што значи дека на некој начин инвестирате во нешто во кое што се надевате дека тие кои што водат компанијата не ве лажат, така. Но како и да е, да скратиме, директно старателство не е возможно. Зошто? Затоа што вие морате да имате профил на eToro, на Robinhood, на Interactive Brokers и вие ги поседувате овие хартии од вредност додека постои веб страната. Што ќе правите, кажете ми, кога Robinhood ќе колабира? Имате акции каде во Microsoft? Ајде покажете. Така, нема страна. Како ќе покажете дека имате акции во Microsoft ако eToro не работи? Така. Тоа е исто кога имам биткоин на Coinbase, ама Coinbase е паднат. Може да го продадеш, може да го извадиш. Не. Ако го оставиш на некоја апликација, ти немаш капитал, ти имаш бројчиња на екран. Тоа е една од најголемите грешки кои што сите ги прават. Втора работа, значи злато, така. Во ред, злато може да се поседува. Или по точка разум, тоа е јасно. Но вака ќе ја прашам, колку од вас би се дрзнале да држат, не знам, шипка злато долу? Тоа ако турците, така, утјупат, па у подрумот, па ќе го закопаш, па ако дојде зор, тогаш на полноќ, кога никој нема, жена ти стои напор и гледа да не дојде некој, а ти откопуваш, така. Значи, така се чува злато тоа, ја друг начин не се како, така. Во секој случај, значи старателство генерално на злато е како? Директно да го поседуваш, пак ќе кажам некој добар сеф и добро обезбедување, или пак да поседуваш како? ETF, Exchange Traded Fund, да поседуваш злато, пак каде? Значи не го поседуваш. Robinhood го поседува за тебе. Или пак да инвестираш нели во опции и фьючерс, тоа се нели пак на некој начин крајно непрепорачливи, затоа што тоа е само тоа е веќе казино. Се надеваш дека ќе тргне во една или во друга насока и да поседуваш акции од потенцијален рудник кој што нели ископува
без разлика дали е злато, диаманти, иста ситуација. Пак, рудникот се наоѓа во Јужна Африка, ти се наоѓаш во Македонија. Што правиме сега? Ја стегува страна, се гаси. Ама вика, ја имам акции у Јужна Африка, вика, супер, брат, одлично. Сега, не движно знаеме дека на крајот од денот неживост е нешто што стварно може да го имаш пострадателство и не може никога ти украде куќа, така. Мислам, освен Мјалко, така, останати горе доле. И сега, значи, куќа не може да ти украде, ама вака сега, ти можеш да инвестираш во една куќа, во една зграда можеш да инвестираш и нели, ако си од зграда, ти можеш да следиш што се случи од зграда, се е горе. Што правиме ако имаш 5 куќи у 5 града во Македонија? И немаш ки раđи. Стои куќа така. Мислите дека е паметно? Нормално, не. Идејата која е? Старателство може да имате врз една куќа, една зграда, каде што вие се наоѓате. Ако имате 10, 15, 20, дури да ги дадете на агенции или што и да е, вие немате старателство, вие не управувате со нив. Некој управува за вас. И тоа што некој управува за вас не значи дека е добро. Многу често се случува и да не управуваат кој што треба со неа за вас. Така. Кога стануваш збор за крипто, знаеме и сад. Значи имаш не дали е Ledger или па што сакаш, така. Едноставно запишуваш фраза, и сега тоа ако го закопаш прво не треба толку долго да копаш у подрумот. Второ немаш потреба да се секираш дури да го најдеш комшијата, дефинитивно нема ни да знаеш што е. Ќе мисли дека се пише од поема на англиски 100%. Така да не се секирајте. Значи реално старателството, сакате или не, во крипто е секогаш најпаметна работа, така. Сега, дали воопште ви дозволуваат да имате старателство, тоа е многу битна работа. Значи, ние викаме, ја ќе инвестирам, нели, во злато и сето тоа, ама некогаш може и да не ни дозволат, така. Еле, например, акции. Вика, што сакаш да купиш акции? Не, вика, дечко, вика, ти не си акредитет инвестор.